Преспанскиот договор содржи добра формулација дека ретроактивно нема да се враќаме, ниту пак ќе бидат засегнати правата на приватните носители. Тоа значи фирмите да не чекаат, ами да бидат поактивни и да си ги регистрираат своите трговски марки, нешто што грчките компании го прават интензивно овој период. Ова не е само борба на државата, туку и борба на бизнис заедницата, вели адвокат Пепе Луговски. Ако Грција има 4000 пријави за трговски марки во Европскиот завод за интелектуална собственост, македонските компании имаат поднесено само 44. Меѓутоа, од друга страна, ние сме членки на Лисабонскиот договор и имаме 5 регистрирани, меѓународно регистрирани ознаки на потекло. Грција го нема ратификувано овој договор. За разлика од Лисабонскиот договор, Грција има предност во Европската канцеларија за трговски ознаки. Ние пак не можеме да ги регистрираме производите таму затоа што не сме членки на Европската унија. Иако изминатава недела од Грција пристигнаа изјави дека производот македонско вино им е регистриран на европско ниво и е заштитен, македонските експерти предупредуваат дека ова било дискутабилно, а битката не е добиена затоа што никој нема да има право на ексклузивитет. Дали може да издржи една експертиза, ќе видиме зошто, бидејќи не е исто виното во Кавала, со виното во Халкидики, со виното не знам во друг регион. И кај нас имаме така, ние имавме исто заштитена ознака македонско бело и македонско црвено и ние ја поништивме заради тоа што не е целото вино со исти квалитет, со исти својства, не се произведува на исти начин во Македонија. Ние имаме различни виногорија. Тоа е суштината. Во следните 3 години треба да се договори користењето на терминот Македонија кај трговските марки и ознаки. Се предупредува дека времето е кратко. Нема време за се уште да се чека формирањето на комисијата. Таа меѓународна експертска група која што ќе се состои од експерти од Северна Македонија, да бидам попрецизен сега географски, и од Република Грција, и по еден представник од Меѓународната организација за стандардизација и Светската организација за интелектуална собственост ВАИП во Женева и еден представник од Европска унија, значи или од заводот во Аликанте би било тој. Тоа значи дека тие ќе арбитрираат или ќе решаваат? Тие ќе гледаат прво да медијара, да посредуваат. Земјата во иднина ќе очекуваат вакви проблеми и со некои од другите соседи, затоа што имаме слични производи кои имаат исти имиња и ќе треба да се регулираат.